Во најновото издание на Урбаните вести ке гледате. Одбележан патронатот на основното училиште Кочо Рацин во Петровец. Во кисела вода трева до колена. Граѓаните се плашат за својата безбедност. Од викендот паркинг се наплаќа на уште 2 локации во Скопје. Само на определени локации ќе може да се сместат мобилни продавачи во градскиот парк. Во присуство на голем број родители, наставници и ученици, основното училиште Кочо Рацин од Петровец го одбележа патрониот празник. На одбележувањето присутен беше и првиот човек на општината Борче Митевски, кој на наставниците им порача внимателно и со многу љубов да ги едуцираат учениците, затоа што иднината е во нивни раце. Тој нагласи дека од ова училиште излегле голем број истакнати личности во македонскиот општествен живот. По повод патронатот на училиштето Кочо Рацин во Петровец, организираме културна манифестација, децата од основното училиште Кочо Рацин ќе се обратат со една културна манифестација пред своите родители. Јас како градоначалник им посакав на сите оние кои го завршија основното образование овдека среќа, здравје и успех во понатамошното образование во средните училишта. Знаеме дека темелите на образованието се токму овде во основното образование. Од нашата општина до сега има излезено голем број и дипломци, и магистри, и доктори на науки и се надеваме дека и во иднина генерации што ќе излегуваат од овдека од оваа средина ќе имаме видни личности. Општина Петровец со изградбата на новата училишна зграда на училиштето Кочо Рацин, како и со реконструкција на постоечките образовни објекти, значително ги подобрува условите за престој и едукација на учениците. Директорката на училиштето додаде дека годинава, освен патрониот празник, се одбележуваат и 80 години од издавањето на стихозбирката Бели мугри. На училиште Кочо Рацин Петровец денес го празнува денот на училиштето. Воедно ова е година која што се одбележуваат 80 години од издавањето на стихозбирката Бели мугри и во таа чест е уште поголемо за нас значењето на овој празник, односно на патронот на училиштето. Учениците подготвија најразлични точки, ритмички, играорна, рецитаторски и други секции кои што учествуваа во овој проект. Благодарности до наставниците и до учениците кои што навистина вложија труд да се покажеме денес и пред родителите и пред останатите гости, сето тоа што го работеле во текот на оваа учебна година. Во Централното основно училиште Кочо Рацин и двете подрачни училишта учат 706 ученици, кои со изградбата на новата училишна зграда пред 4 години и спортската сала имаат подобри услови за воспитно-образовниот процес. Неискосена трева, нарасната речиси половина метар и неуредени јавни зелени површини е сликата за општина Кисела вода. Ова го тврди гледач од оваа скопска општина, а изјавата е подкрепена со аматирска видеоснимка, направена на различни локации и испратена до нашата редакција. Со цел да знаеме со каква динамика работат општинските комунални служби, се обративме до општина Кисела вода, од каде што велат дека интензивно и секојдневно работат на одржувањето на блоковското, парковското зеленило, како и на зеленилото на јавните површини околу сервисните улички. За таа цел, како што информираат од општината, 10 сезонски работници ангажирани од општина Кисела вода секојдневно се на терен и работат со машини, додека 50 на сезонци рачно учествуваат во акциите за расчистување и одржување на јавните површини на сервисните улици, а по потреба им помагаат и на работниците од јавното претпријатие Паркови и зеленило. Се работи со голема динамика, секојдневно, често пати и за време на викендите. Во секоја урбана заедница се задржуваат согласно потребата, односно додека не се заврши работата. Сепак граѓаните треба да бидат свесни дека се работи за голема општина и не може да се стигне на секаде едновремено. Од наша страна може да видиме дека заложбите за одржување на јавната чистота ќе продолжат и понатаму, стои во одговорот на општината. Од друга страна, граѓаните се револтирани. Неискосената трева, велат, не само што ја руши естетиката на населбата, туку представува и закана од змии и крлежи.
Од викендот јавното предпријатие Градски паркинг Скопје почна со работа на две нови паркинг зони. Едната зона е зона Б10, лоцирана кај новата зграда на јавното предпријатие Водовод и канализација и Кале. Зоната е исклучиво за комерцијална употреба и 1 час паркирање ке чини 35 денари. Другата зона што исто така почна со работа од викендот е паркинг зона Д2, лоцирана кај 3 бисери во аеродром. Зона Д2 е за комерцијална употреба, односно 1 час паркирање со цена од 25 денари за час. Исто така ќе се издаваат и дозволи за паркирање за вработени правни и физички лица, како и за станари. Сите наведени категории на корисници за да се стекнат со право на паркирање, потребно е да достават комплетна документација во канцелариите на кол центар Аеродром, позади трговски центар Бисер од 1 до 30 јуни. Работното време на зоните ќе биде од 7 до 23 часот од понеделник до сабота. За сите потребни информации за зона Б10 граѓаните може да се обратат на телефонскиот број 02 321 5566. За зона Д2 02 244 33 66 и на веб страницата gradskiparking.com.mk. По реакциите на посетителите дека се узурпираат патеките во стариот дел на градскиот парк со натрупување на подвижни приколки, во градски парк ќе се воведе ред за локациите и површината на која ќе може да работат мобилните продавачи. Од град Скопје вела дека се свесни за прашањето со поставување мобилни кафетерии во паркот, сконцентрирани на 2-3 локации кои узурпираат голем дел од патеката за минувачи. Најавуваат решение со кое што ќе се излезе во пресрет на двете страни. Крајната цел е да се воведе ред и да се зголеми чистотата во паркот. На површината на градскиот парк се мапирани точки кои ќе бидат наменати за ваков вид дејност. Нема да дозволиме натрупување на вакви подвижни приколки само во еден дел од паркот, истакнуваат од град Скопје. Оттаму најавуваат дека локациите ќе бидат објавени на јавен повик и заинтересираните продавачи ќе може да аплицираат за нив. Од градот истакнуваат дека се предвидува и еднаква површина за сите мобилни продавачи. Изгледот на подвижните објекти и апарати ќе треба да не го нарушува амбиентот на градскиот парк. Најважно е што собствениците ќе бидат обврзани отпадот да го фрлаат во посебни корпи за отпад, а не во кантите кои се поставени во паркот. Според укажувањата на граѓаните, посетителите кои доаѓаат да се рекреираат во парк имаат потешкоти и слободно да минуваат по патеките од бројните мобилни кафетерии и редиците граѓани околу нив. Додека едниот дел од паркот личи на панаѓур, другиот дел е празен од посетители и продавачи. Сервисни информации и актуелни случувања во Скопје. Од 15 јуни, железничка линија Скопје-Солун-Скопје, но до Гевгелија со воз, а од Гевгелија до Солун со автобус. Од ноќеска на полноќ поевтинуваат горивата. Надвор од студиото на Урбаните вести ве информираме за се она што се случува денеска и тоа што ќе се случува во текот на утрешниот ден. А најпрво би почнале со она што е најактуелно, а тоа е историскиот успех на нашите ракометари од ракометниот клуб Вардар. По повод овој историски успех на градскиот ракометен клуб Вардар, Советот на град Скопје донесе одлука да му даде награда во износ од 6 милиони денари. Советот одлучи да обезбеди чартер лет за клубот, како и подмирување на сума во износ од 2 милиона денари за организација на настанот, односно за пречекот на ракометарите. Според градоначалникот Чилегов, ова е еден историски успех и ракометарите заслужуваат достоен дочек. За дочекот на нашите ракометари е организиран и бесплатен превоз од страна на јавното предпријатие Скопје.
Продолжуваме понатаму, следува информација за голема акција за собирање отпадно масло од домаќинствата која ја започнува општина Центар во соработка со Сунилens, овластена и сертифицирана компанија за управување со отпадни масла и масти за јадење од растително потекло. Секое домаќинство што користи зејтин и други растителни масла при подготовка на храна, отпадното масло може да го собира во пластични садови од 3 литри, што пополнењето ќе ги преземат одговорни лица од Сунилens, се вели во соопштението од општината. За секоја полна кантичка собирачот добива 0,5 литри сончогледово масло за готвење, што може да го задржи за себе или пак да го донира преку Сдруженијето на граѓани Љубезност до социјално загрозено семејство во рамки на еко-хуманитарниот проект Рециклирај и донирај. Екоакцијата ќе се спроведува во текот на следните месеци во соработка со урбаните заедници во општина Центар. Што се однесува до сообраќајниот хаос, утринава имаше голем метеж во сообраќајот на влезот во Скопје. Според очевидци имало големи колони, а причината најверојатно е поради врнежливото време и тесното грло на влезот на главниот град. А утре, поради првиот ден на Рамазан Бајрам, кој е неработен ден за сите граѓани, утре автобусите од јавниот превоз ќе сообраќаат по неделен возен ред, информираат од јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Што се однесува пак до временската состојба, утрото имавме врнежливо време, а во текот на денот облачно со кратки сончеви периоди, а кон крајот на денот нестабилно време. Променливо и нестабилно време ќе се задржи до среда, најавуваат метеоролозите. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилни врнежи, грмежи и појава на град. Од петок се очекува постабилно и значително потопло време. Стабилизирање на времето и значителен пораст на температурата се очекува од петок и за време на викендот, кога максималните температури ќе се искачат и до 36 степен. Денеска во Скопје имавме температура до 24 степени, а за утре се очекува температурата да достигне до 25 степен. Среда до 24 степени, четврток до 28 и в петок до 29 степени Целзиусови. Железници транспорт од 15 јуни повторно ја воведуваат железничката линија од Скопје до Белград и до Солун. За 10 дена во функција стапува експресниот воз Скопје-Солун-Скопје, кој од Скопје ќе тргнува секој ден во 4 часот и 45 минути, а од железничката во Солун во 18 часот и 50 минути по грчко време. На железничката линија кон Солун со воз ќе се патува до Гевгелија, а на релација меѓу Гевгелија и Солун е обезбеден автобуски превоз од грчки железници, кој ќе ги однесе патниците до железничката станица и обратно. За назад од железничката станица со автобус ќе бидат префрлени до Гевгелија, а од Гевгелија до Скопје со воз. До Солун се воведува групната понуда City Star за повратно патување на релација Скопје-Солун-Скопје, со која цената на чинење на возниот билет зависи од бројот на патници кои патуваат заедно, но најмногу 5 возрастни лица и едно дете. Според понудата, цената на билетите се намалува со зголемување на групата патници, па така ако групата ја сочинуваат 5 возрастни патници, билетот за еден патник ќе изнесува 13,5 евра или 836 динари. Ако групата ја сочинуваат 5 возрастни патници и едно дете, билетот за еден патник ќе изнесува 12,20 евра или 756 динари. Билетите може да се извадат на патничка благајна во станица Скопје и на патничка благајна во станица Солун. Во периодот од 15 јуни до 16 септември, железничка врска од Скопје ќе има и за Белград, со возот што поаѓа секојдневно во 22:19 часот. Повратниот билет за воз меѓу Скопје и Белград изнесува 1709 динари. Важна напомена за патниците е дека експресниот воз сообраќа до белградската железничка станица Топчидер.
Од 1 до 1,5 динар се намалува малопродажната цена на бензините и дизелот од ноќеска на полноќ, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Според одлуката, за 1 денар се намалува цената на Евросупер БС 98, додека за денар и половина поевтинуваат Евросупер БС 95, евродизелот и екстра лесното масло за домаќинство. Новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 69,50 денари за литар. Евросупер БС 98 ќе се продава по 72 денара за литар. Евродизелот по 62,50 денари. Екстра лесното масло 52 денари. Малопродажната цена на мазутот се намалува и ќе изнесува 35,118 денари за килограм. Цените на нафтените деривати на светскиот пазар во изминатиот 7-дневен период бележат намалување кај бензинот во просек од околу 4,14% или за 27,55 долари за тон, кај дизелот намалување во просек за околу 4,44% или во просек за околу 3,94% или за 23,80 денари за тон, и кај мазутот намалување во просек за околу 3,3% или за околу 12,95 долари за тон. Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот 7-дневен период изнесуваше 55 денари за долари. Тука е крајот на ова издание на Урбаните вести. Ви благодариме на вниманието и останете и понатаму со програмата на Прва Скопска.